Економски факултет, основата на една држава, затоа и се наоѓа на главниот кампус на УКИМ. Многу ми е чест што денес го имам деканот на Економски факултет, професор доктор Предраг Трпевски и председателот на факултетското студентско собрание Александар Николовски. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Како е да се биде студент на Економски факултет? Па за мене е едно одлично искуство. Генерално мислам дека секој што се запишал на Економски факултет од било која гледна точка во текот на животот има дискусии, неверојатни искуства. Сега може да разговараме низ текот на студиите, низ текот на дружбата со студенти, како тебе ти одговара? Така. Па прво мислам дека обично, барем јас кога бев средношколец, верувам дека сегашните средношколци се уште понапред од мене. Некако имав нејасна слика и ми беше нејасно што е тоа економија, што е тоа право и како што се движев низ студиите и низ животот воедно, полека почнав да ги разбирам суштините на секоја наука и тоа практично ми помогна да добијам некоја вака поцелосна слика за мене како човек, прво за што сакам да правам, која е мојата улога во општеството, како можам јас да придонесам на другите луѓе да им биде подобро, така што мислам дека да преминеме кон главното прашање на кон професорот, што е економија? Ајде вака прво да ви се заблагодарам што ме поканивте да учествувам, да кажеме, на оваа дебата и сакам да искористам оваа можност, искрено значи, да им честитам на Универзитетското студентско собрание и Факултетското студентско собрание за сите активности кои што ги направија во последниот период. Ме вратија далеко во минатото, кога студентската организација, кога јас бев студент, кога студентската организација навистина беше силна и кога навистина организиравме многу за тоа време, значи во кое што функциониравме, организиравме многу настани од интерес за студентите. Денес, кога гледам, да кажеме, како функционира, особено последнава година, Факултетското студентско собрание, можам да кажам не дека само ми е драго, туку како декан на факултетот, како професор кој предава на Економскиот факултет Скопје, а таму сум веќе повеќе од 2 децении, оваа година 23 години, можам да кажам дека сум горд на денешниве студенти, како ни функционираат и особено сум горд што кај нив има една димензија, каде што ја препознаваат и таа општествена одговорност, каде што се поистоветуваат со нашата институција и на некој начин се надоградуваат на нашето работење. Сега, ме прашавате што е тоа економија, така? Најверојатно ќе не слушаат и студенти кои не се економисти, студенти кои не се од Економскиот факултет, кои што се од техничките науки, и јас сега ќе се потрудам да, на ово прашање што го поставивте, да дадам еден едноставен одговор. Одговорот што ќе го дадам не е одговорот кој го даваме на студентите по економија, туку да биде малце поедноставен, да биде по достапен за сите што ќе не слушаат. Така. Самиот збор економија, значи некое економисување. Значи, како во едно семејство, како во едно домаќинство, кога имаме некои ресурси и ќе седнеме дома и ние размислуваме сега како овие ресурси за кои што располагаме ние во тој момент, дали се многу, дали се малце, сега, како сега тие ресурси наједноставно да ги употребиме. Одлуката дека треба едноставно да ги употребиме всушност произлегува од нивната реткост, затоа што сите ресурси со кои што располага едно домаќинство, но и сите ресурси со кои што располага еден бизнис, и на крајот на краиштата сите ресурси со кои што располага една земја се ограничени и ретки. Ако се неограничени, тоа ще ќе бидат слободни. Добра, и ние може да ги користиме, значи без да платиме некоја цена, нели, без да размислуваме, да не размислуваме колку ги користиме, дали рационално ги користиме, пример, дали воздухот, за него не плаќаме, нели, сите дишиме и не плаќаме, ама пак не го цениме и го загадуваме, така? Економијата во основа е наука која што се занимава баш со ова. Значи, е наука која што всушност не учи како да ги искористиме ретките ограничени ресурси и како тие ретки ограничени ресурси да ги насочиме кон оние точки, дали се тоа во фирмата, дали да кажеме во една земја, каде што тие ќе бидат најпродуктивни, каде што ќе ни дадат најголем бенефит за семејството, за фирмата, за општеството. Так. Сега, интересно кај Економскиот факултет Скопје е тоа што
покрај област економија. Нели, јас викам економски факултет, Така, но во основа кај нас се надоврзува уште една многу битна суштествена област. Тоа се организацијските науки, односно департмани кои што се од сферата на организацијските науки, па таму веќе влегуваме сега во една наука која што не учи само како да ги разместиме овие ретки ограничени ресурси, туку сега и како понатаму да управуваме современи начини на управување во предпријатијата. Ова е вака на кратко што ние, најгенерално што ние учиме на економскиот факултет Скопје. Не претпоставувам ќе има прашање кој департмани има, нели? Обично така течат подкасти. Па не, ви благодарам за прекрасното објаснување. Мислам и мене ми отворивте начин на размислување на кој не сум размислувал претходно за економијата. Што те потикна тебе да се запишеш на економски? Па јас генерално првично во средно училиште бев транспорт и шпедиција, како мал имав љубов кон транспортот и железничкиот сообраќај. И тој начин на управување со транспорт и логистика, понатаму низ практична настава, ме доведе до тоа работев преку лето во една интернационална компанија. На пракса бев, тоест, и таму ја увидов трговијата како се движи. Ама меѓувреме, низ домашните обврски, јас константно управував со финансиите. Например, дома знаеш и ти, може би татко ти, мајка ти управуваат, средувате, па јас во моето семејство јас имав таа улога, пазарење за дома, управување со финансии, штедење, јас имав таа улога да ги средувам домашните финансии, така некако неколку години поред ми се вроди љубовта кон финансиите и чисто тоа менаџирање на финансии ме доведе до финансиски менеджмент и можностите кои што ги нуди факултетот. Па така некако се одлучив за смерот финансии на економски факултет и од аспект на можностите кои што ги нуди понатамошно за кариерно насочување. Рековте дека покрај економијата како наука се изучуваат и организацијските науки. Можеме ли да ги поделиме насоките на економскиот факултет на две генерални групи или три или четири, како што рековте, која од насоките би соодветствувала на која група? Вака, ќе ви дадам малце поопширен одговор на прашање. Економскиот факултет Скопје. Значи, нашето име не е економски факултет, туку економски факултет Скопје. Така се викаме ние, така не препознава. Добро. Е формиран во 1950 година. Од тогаш, значи, па до ден денес, како што се развива факултетот, така се развиваат и овие области кои што и се надоградуваат. Значи, овие области кои што денес се застапени на економскиот факултет Скопје. Практично нема област која што покрива економија и организацијски науки, која не е покриена со департманите и наставните програми кои што се изучуваат на економскиот факултет Скопје. Два правци се. Едниот правец се економски науки и другиот правец се организацијските науки. Економски науки во основа најгенерално сега земено во тој столб на економски науки кај нас на факултет легува департманот економија. Ќе поразговараме малце повеќе кој е значењето на тој департман, како јас би рекол еден од стожерните департмани каде што припаѓаат предмети и се стожерни не само за економскиот факултет Скопје, туку и за сите факултети на кои што се изучуваат економијата и бизнисот. Понатамо, департманот финансиски менеджмент, студиската програма по финансиски менеджмент, која што сега се преименува и по новата наставна програма се вика финансии само, и таа е од делот економските науки, значи. Понатака имаме департман меѓународна економија, која што е пак во делот на економските науки. Имаме департман сметководство и ревизија, многу интересен департман кој што е во економски науки, еден дел запаѓа, да кажеме, некои предмети навлегуваат и во организацијските науки. Сега, понатаму имаме чисто департмани кои што се од организацијските науки. Тој е департман менеджмент, кој што сега по новата програма се вика менеджмент и предприемништво. Па имаме департман маркетинг, многу интересен департман, многу побаруван од страна на студентите, затоа што гледаат на тој департман дека има многу големи можности понатаму да се реализираат понатаму во животот.
и еден департман кој што е формиран на факултетот пред точно 20 години. Оваа година ќе славиме, значи јубилејна 20-та година роден ден на департманот по електронски бизнис. Кога во земјава никој не размислувал за електронски бизнес. 20 години. 20 години. На вистина. 2003 година. 2003. Така е, на економскиот факултет Скопје со меѓународен проект, финансиран со партнерство со сега не ме фаќате за збор со странски институции. Така. И воведен департманот е бизнис, електронски бизнес. И од тогаш функционира кај нас на факултет, се разбира, тогаш во малце можеби поинаква структура на предмети, како што поминувало во времето, денес е еден од најпобаруваните департмани кај нас на факултет. Она што сакам да кажам е дека овие департмани, СОВА, значи овие што ќе се запише студент на економски факултет Скопје, на било кој од овие студиски програми, 7 ги имаме на прв циклус студии, се 7 студиски програми. Практично покрива се, значи се што можете вие да замислите и да работите од областа на економијата и бизнисот е покриено со овие 7 департмани. Па и генерално во секој бизнис. Да, влага. значи секој значи вие да вака. Нема бизнис. Значи нема предпријатие од реалниот сектор. Да не правам, значи мове сега за предпријатие, за банки што и други значи правни лица кои што функционираат во финансискиот сектор. Јавниот сектор, кој не побарува кадарот економски факултет Скопје. Тука значи можеби е суштината зошто економскиот факултет како факултет е многу побаруван и треба да биде побаруван од страна на средношколците. Затоа што буквално ние обезбедуваме кадри за функционирање не само на бизнисот, не само на правните, не само на банките, туку на сите правни лица кои што оперираат во Македонија. Да продолжам или сакате да ме подпрашате нешто? Не, може вака да. Можам да. Она што сметам лично дека е вака интересно за нас како факултет да го кажам и за оние што не слушаат, нели да Така. знаат за студентите кои што кај нас на факултет студираат, кои се нивните можности, на секој студент што запишал на факултетот. Значи ние се трудиме да обезбедиме соодветни можности за понатамо како ќе се движи во животот. Многу е битно да имаме еден партнерски однос, значи не е однос професор-студент, туку партнерски однос факултет-студенти, каде што ние се правиме некои напори, но многу нам не е битно колку и студентите ќе бидат вклучени во тие напори за да го постигнеме максималниот ефект на оно што сакаме да го работиме. На сите 7 студиски програми кои што ги имаме ние, тие овозможуваат на секој студент да се реализира, но на тие студиски програми, ако тие сакаат, може да налепат други обуки кои што се нудат, значи не само кај нас на факултет, надвор од факултет, и на тој начин тие да се профилираат согласно потребите на бизнис заедницата. Во последниот период, ние како факултет, особено со последните наставни програми, а тоа ќе го работиме повеќе со новите наставни програми кои што ќе ги правиме за 5 години, ќе ја вклучиме многу повеќе, сега беше вклучено, уште повеќе ќе ја вклучиме бизнис заедницата кај нас на факултет. Кога разговараме сега ние со фирмите, ние веќе разговараме како они ќе се вклучат повеќе кај нас, да ни бидат присутни не само како гости предавачи, туку ние на факултет да почнеме веќе од другата година или годината после тоа, да размислуваме малце, да викаме на факултет да ангажираме и стручници од практика. Оние луѓе кои што работат по банките, кои што имаат што да пренесат на нашите студенти, да ги донесеме кај нас на факултет и да почнат тие да им го пренесуваат своето знаење на нашите студенти. Тоа ќе ни го бара и процесот на меѓународна акредитација, кој што тоа можеби ќе позборуваме во што сега ние како факултет се впуштаме да направиме нешто за нашата институција која што денес нема да има некои ефекти, али некој друг ќе седи на факултет, некои други студенти ќе има, некој друг декан, некои други продекани ќе има на факултет и кои што ќе речат да исправен чекор направиле, да кажеме, тие што биле пред 5, 7, 10 години и
Мислам дека тоа е единствениот пат кон кој што треба да одиме ние како една високо образовна институција. Така. Затоа бев изненаден, например, и од сега кога рековте вклучување на стручњаци, бев изненаден, например, со работилницата која организиравте како ФСС за симулација на интервју за работа, например, или сега видов една работилница за маркетинг кај вас на факултет, така што тие работи навистина ме изненади. Да. Невромаркетинг, да. Тие работи, например, се нешто што е не секојдневно за нашите факултети, би рекол. Па, еве, генерално после короната, и во текот на короната сме имале некои предавања, ма ние како факултетско студентско собрание, јас се впуштив да бидам председател сега од оваа есен. И низ искуството, и тоа јас што го имам поминато во текот на 3 години, знаев веќе генерално што може би недостасува да се направи за студентите, за некако ние како студенти да направиме за студентите. Па затоа сметам дека овие работилници се многу доста добри од типот. Еве, генерално имавме и работилница со ProCredit банка за soft skills, меки вештини. После работилницата, Што значи тоа soft skills? значи имаш поделба на soft skills и hard skills. Hard skills се аналитички вештини од типот работа на компјутер, Excel со документација, Добро. следување на податоци и слично, а soft skills се начини на ти како ќе се однесуваш на работното место. Како ти можеш со твоето однесување подобро да влиеш врз работата на компанијата и врз само себе подобрување. Бидејќи колку и ти да си стручњак во својата област, ако немаш soft skills од типот на добро однесување, комуникација и слично, трпеливост, тимска работа, така. џабе, значи мора ние да гледаме и од таа страна, и затоа таа работилница за soft skills беше и направена, и сакав да кажам дека по неизе веќе еден студент е вработен во банката, така што такви работилници носат многу добри искуства и од тој дел. ФСС исто така се залага и за практична настава на студентите, поголема застапеност, иако и до сега сме имале. Тоа е доста застапен проблем. Да, бидејќи јас генерално како студент многу се залагам покрај наставата која што треба да има теоријата, не може без теорија. Џабе секој кој ќе каже на пример јас не се запишам на факултет, доста ми беше од учење, ќе почнам да работам. Тој ќе почне да работи и таму ќе учи. Он можеби нема да учи, да седне да учи врз книгата, ама пак таа теорија од него ќе му влезе, на пример, сметководствени работи, книговодствени работи, фактури и слично, пак тоа е начин на влез на теоријата, можеби индиректно. Да. Е сега Многу убава тема отвори. Извини што да ја прекинувам. Те молам заврши си ја мисла. И затоа практичната настава е многу добра работа за ти да влезеш уште пред време во штосот на работната навика, и плюс тоа искуство понатаму ти отвара доста врати. Да. Затоа тоа е многу горлива тема, да речам. Тоа е многу застапен феномен, особено кај младите, мислам, само кај младите, бидејќи тие имаат шанса да направат таа одлука. Нема да учам, ќе работам. Доста ми беше од учење, ама сега велиш на тој начин никогаш не сум размислувал. Ти кога ќе почнеш да работиш, пак учиш на некој начин. Зошто да не инвестираш во сам себе си? Знам дека е тешко да седнеш на столче, знам дека е тешко да исклучиш Инстаграм, знам дека е тешко да исклучиш YouTube, ама седни, направи таа жртва. Направи таа жртва 4 години се, дури и да биде вонредно. Направи таа жртва бидејќи секако ќе учиш. Така е. Направи таа жртва, инвестирај во себе си, кога ќе излезеш, ќе бидеш не само што ќе имаш занает на некој начин и ќе си академски граѓан, ќе имаш професија, туку и ќе бидеш многу поспособен за таа работа што ќе ја работиш. На воведните предавања, извините, прекинав. Нема врска. На воведните предавања, еве, на предметот економија на труд кој што го предавам и на основи на економијата, обично им кажам на студентите и викам теоријата без факти е празна теорија. Така, како што и фактите, ако ви ги дадам, без познавање на теоријата нема ништо да ви значат. Значи, вие може да имате факти. Така? И фактите, пример денес, фактите може да ги има било кој. Сега да влеземе на страничка на Државен завод за статистика и ќе имаме многу факти за се. Да. Така? Ама не било кој тие факти може да ги сврзе во еден систем и да кажеме врз а тоа не може да ги сврзе во систем ако нема
ако не е добро теоретски подкован, она што го учиме на факултет, и тие факти да видат понатаму употребливи. Да. Те прекинав, Александар, заврши се. Јас сакав да се надоврзам конкретно за факултетот, еве спаѓа во општествени науки, ќе се рече некој зошто не економски. Еве да го земеме смерот менаџмент. Менаџмент значи управување, сега менаџмент и претприемништво. Ти со тоа искуство од менаџмент, кога ќе поминеш тие предмети и таа теорија, покрај идејата што би ја имал за својот бизнис, ти ќе го имаш и знаењето потребно од типот на менаџирање со бизнисот, како ти да менаџираш со еден бизнис, како да разговараш со луѓе. Има деловно комуницирање предмет, тој на пример помага од тој аспект. Имаш во прва година сметководство и ревизија, начинот како треба предпријатието од задната страна на бек, нели има фронт и бек компанијата, од задната страна како треба да функционира, бидејќи ние мислиме дека се е туку така едноставно, јас сега ќе земам, ќе отворам кафич да речеме, бидејќи имам искуство како келнер, ама ти да отвориш кафич, знаеш, има процедура и таа процедура се учи низ, да речеме, низ факултетот, така што сметам дека факултетот како образование после тие 4 години не мора да значи дека ти ќе бидеш профилно генериран од типот на конкретната работа што ќе работиш, ама тоа ќе ти помогне многу полесно да се пронајдеш. Многу, да. И особено овие меки вештини што ги нарекуваат, сите тие процеси на учење, вежбање, такво жртвување на моменталното задоволство, однос со луѓе, однос со предпоставени професори, сето тоа на некој начин те спрема за она што ти следи во животот. Ама самото најголемата предност од факултетот, најголемата генерално после кој ќе се заврши целата слика, покрај знаењето, јас сметам дека е комуникацијата со луѓето што ќе ги запознаеш и врските што ќе ти останат од типот што јас еве како председател 2 години бевме во корона. Ние комуницираме виртуелно, ама тоа сенсот го нема. Јас сега пример еве 3 месеци работиме како факултетско студентско собрание, јас сум председател 3,5 месеци. Мислам дека толку со тие луѓе што сум поминал комуникација, мислам дека понатаму многу добро ќе допринесе и за членовите кои што се дел, а и лично како мене, како председател, како моја лична корист, и затоа таа голема предност е со луѓето од типот јас утре можеби ќе отворам фирма, еве имам бизнис идеја, така? Знам колега од сметководство и ревизија, он утре ќе се вработи во фирма за сметководство и ревизија и ќе ми помогне од тој дел. Од типот на бизнис или маркетинг, они знаат како треба да се маркетира еден производ, да се промовира, учат за промоција, цена, дистрибуција и слично. И сите тие аспекти опфатени преку финанси, бизнис, маркетинг, надворешна трговија, доколку сакаме надвор да се шириме, тие врски со луѓе ќе ти помогнат да полесно да поминеш низ целиот тој процес. Да се надоврзам ова што кажа Александар, нели на почеток кажав дека драго ми е што студентите препознавате на нова димензија на образованието. Секој што се запишува на факултет, кога седи дома, кога размислува на кој факултет да се запише, вклучувајќи го тука економскиот факултет Скопје, тој ја носи одлуката врз некоја негова приватна вредност. Значи мене колку ме чини мене приватно факултетот, во смисла не само колку ќе платам на факултет, туку каде ќе се вработам, да кажеме колку плата ќе земам и така натаму и врз основа на тоа се права некои калкулации и се носи одлуката да студирам. Но ова што кажа Александар е на многу битна димензија. Ние ги викаме позитивни екстернали. Каде што самото студирање таа не останува се само на приватната вредност на факултетот, туку општествената вредност на образованието е многу голема. Тие линкови што ги воспоставуваат, тие познанства студентите помеѓу себе, тие се мултиплицираат во текот на нивните животи. Но замислете, ако сите студираат, ако сите нешто учат, ако сите се образуваат, општествената вредност, значи она што го добива општеството како вредност ќе биде многу голема. Значи вие ќе имате нација, ќе имате луѓе млади кои што повеќе ќе сакаат да посетуваат културни активности. Ќе имате млади луѓе кои што ќе се занимаваат со спорт.
ќе имате млади луѓе кои што ќе имаат нови визии како да го развиваат општеството. Тоа не е вклучено во приватната вредност, туку е вклучено во општествената вредност на образованието, знаете. Во моментов ние сме фокусирани на таа приватна вредност и како да го изфинансираме образованието. Не зборувам само за студентите и факултетот, туку зборувам за една држава како целина. Да. Секој треба да размислува да ја изфинансира општествената вредност. Ако вие имате образовани луѓе, тогаш најверојатно тие 10, 15, 20 години ќе имаат убави работни места, ќе отвараат фирми кои што ќе бидат пристојни фирми, нема да имате ќе имате здрави луѓе кои што ќе се грижат за своето здравје, нема да бидат натовар на фондот на осигурување. Најверојатно тие луѓе кои што денес ќе се образуваат и ќе бидат, значи ќе ги спознаат овие вредности. Најверојатно некојаш во иднината кога ќе имаат деца, нивните деца ќе растат во малце поинаки услови. И тој процес е процес кој што во една земја трае многу долго. Мислам дека со ваков пристап кој што ги имаат сега и со ваков начин на размислување кој што ги имаат сега, барем сега во комуникације кои што ги имаме со студентиве, мене особено ме радува што тие нивниот фокус е и на оваа димензија. Не е само фокусот факултет, учење, да, тие мора да научат, да се положи испит, мора да се научи. Тоа е дел од протоколот, процес. И тука не го дискутираме тоа, така. Но овие други димензии кои што ги размислуваме ние како управа на факултетот, како професори, и мене ми е особено драго што студентите почнуваат да ги препознаваат тие работи и да додаваме една нова вредност, што би се рекол. На тие нешта не може да се стави цена. Јас накратко би сакал да споделам едно искуство во овие поминати 3 месеци, да кажам дека ќе се каже некој професори на факултет, дека има некои стереотипи кои владат во општеството, дека не се достапни, не може да се добијат, дека не можеш да стапиш во комуникација со нив. Напротив, јас само по еден испратен мејл до деканот за средба пред да станам председател, чисто да дефинираме цели кои што би биле за нашето собрание. Во истиот ден добив одговор дека имам време за средба кога можам да се видам со него, се видовме, сега константно сме во комуникација, на пораки си одговараме и со професори нонстоп, што јас би сакал да кажам дека иако и од нивна страна зависи каков ќе биде односот на студентите према нив, но и од наша страна колку ние ќе се потрудиме. Така што каква слика ќе оставиме кога ќе се јавиш или кога ќе ти ја видат пораката, која вредност ја носи за тебе како личност. Мислам дека тоа има голем ефект. Тоа е партнерски однос, јас така го дефинирам. Ние како факултет, ние видете, студентите се запишуваат и заминуваат. Ние како професори веќе ќе пречекаме и наредната генерација, така? Но тој однос партнерски студент, професор, студентска организација, факултет, мора да биде многу силен, мора да се надополнува еден на друг. Ако сакаме да имаме ние здрава институција, ако сакаме да имаме здрави политики на таа институција, и што е најбитно, треба да знаеме што сакаме. Треба да знаеме каде сакаме да стигнеме утре, каде сакаме да бидеме после 5 години. Александар ќе дипломира сега, нема да биде за 5 години, но тој што ќе дојде друг, трет, после него да биде председател, треба убаво да знае каде треба институцијата, каде што се образувал, каде треба да биде после 5 години. Така. Институцијата се ќе направи, Александар знае. Ние како факултет, пример, мене ми е многу драго кога студентите имаат некоја иницијатива и кога таа иницијатива ние ќе поддржиме. Како факултет, значи излегуваме од представа. Се надевам дека некојаш во иднината, после 5, 10, 15 години, тие студенти кои што ги имале тие иницијативи на кои што факултетот им помагал, тие ќе бидат во можност да му вратат нешто на таа институција, не на мене сега, не на сегашниве студенти, туку на некои си други студенти кои што ќе студираат тогаш. Така да особено ми е драго што барем сега во овој период јас имам впечаток дека тој партнерски однос постои. Не можам да кажам дека секогаш постои. Не можам да кажам дека секогаш го имало. Имало кога било замрено, имало кога студентите имале иницијативи многу помалце, не дека немало иницијативи, биле помалце. Имало периоди кога студентите одговарале на иницијативи на факултетот. Ама пак ние имаме и други работи, ние не можеме сите овие работи да ги покриеме како иницијатива на факултетот. Така. Пасивност постои. И она знаеш, ќе сакаш да направиш нешто и ти имаш бура на идеја, немаш фидбек од другите. Тоа
тоа е можеби проблем поради короната што бевме дома затворени, и од друга страна друга работа што постои е фокусот на студентите што се сакаат брзо да се случи. И јас сум таков млад, сакам се одма да биде, ама низ искуството еве со ФСС гледам дека мора да секогаш да гледам и од другата страна како течат работите. Не може се туку така едноставно да еве Тоа е со младост, Да. Александар, вие сте помлади, сакате се да биде дневно, се да биде така како што ќе поминува годините, други искуства и Се ќе бојге сватите дека се смируваш, да. Да, и ама добре, Да. тераме. Па некако и работата на УСС, Да. веќе ја пофаливте и ја споменавме на почетокот, мислам дека и тоа некако, знаете, кога ќе се отклучи некоја нова димензија, кога луѓето мислат дека нешто е невозможно и одеднаш некој доаѓа и го прави тоа и се отклучува дека е всушност возможно сите ова да го правиме и вака да се организира. Еве, например, и пред да се отвори овој простор тука студентски културен центар, јас бев скептик, викам како ова ќе функционира. И природно ми е некако да бидам скептик. Ова на многу епизоди досега сме го зборувале, таа вродена скептичност што има кај нас за работите што се случуваат. Викам како ќе функционира ова? Што е суштината? Знаеш, толку пари се инвестирало и сега прв пат дојдов од како е отворен СКЦ, од како е пуштен во функција. И сега ми светна дека ова ќе биде едно прекрасно место за дружба, за пронаоѓање нови идеи, за спојување на студентите. Си викаш има надеж. Па да, и некако и работата на УСС мислам дека ќе поттикне некое ново движење помеѓу студентите. Еве пример, лани пролета јас и Славчо се знаеме од факултет и седиме си правиме општ муабет и беше нешто за функционирањето на образованието кај нас, организација и слично. И баш он вика, бе, да се пријавам за претседател на УСС, викам, пријави се. Викам, јас ќе се пријавам на економски. И тоа така на пролет си го правевме муабетот и после дури јас бев летос кај лани у Германија, ми се јавува Славчо, ми вика, ја се пријави, сега тебе да чекам да се пријавиш. И така некако ни се поклопија коцките, енергиите, да тераме доста добро. Добро е за универзитетот. Добро е за универзитетот, значи многу убаво за УКИМ. За економски факултет дефинитивно, се не знам каква е ситуацијата по другите факултети, но мислам дека вака како што е поставено универзитетското студентско собрание, конкретно и Славчо, да кажеме, секоја чест како ги постави сите работи и целата енергија која ја црпи да направи нешто, значи во овој период, тоа е убаво за универзитетот. Со ваква студентска организација и универзитетот има иднина. Со вакви студентски организации кога функционираат, кога работат, кога да кажеме се има мотив, кога знаат што сакаат, значи да се постигне сите факултети имаме иднина. За економскиот факултет сум сигурен, ако сега тоа го разговараме со Александар, ова мора да продолжи, значи ова не сме да се врзе со луѓе. Значи не сме да се врзе, Александар направи убава работа. Ова го стави во движење, не само Александар. Да. Целата екипа која што е на економскиот факултет. Ова не сме да запре. Ова мора да се размислува, да продолжи. Ова мора да живее. Апсолутно. Низ годините. Многу е битно за универзитетот и за факултетите, за економски, дефинитивно. Апсолутно, да. Сакавте да зборуваме со Славчо, веќе отворивме темата дека на департманот економија, конкретно чиста економија, се запишуваат најмал број на студенти. Зошто е тоа така? Видете вака се. Чиста економија, нема чиста економија. Економијата е економија. Фундаменталните економски знаења се добиваат на предметите кои што се предаваат на департманот економија. Дали е тоа принципи на економија, дали е тоа микроекономија, дали е тоа макроекономија. Еве, 3 предмети ви наведов кои што се фундаментални за секој студент на факултетот. Александар, ти ги имаш учено макро и принципи на економија. Микро би требало да биде исто така застапен на микроекономија. Економија на трудот. Предмети кои што на вистина се фундаментални и се многу значајни. Кој е профилот што ќе се добие на крај на студентот кој што се запишал економија?
Тој треба да биде во основа економски аналитичар. Оние луѓе кои што ги прават економските анализи, дали е тоа макроекономски анализи на држава или пак анализи во предпријатија, економски анализи кои што се прават во банките. Профилот треба да биде студент кој што има завршено факултет, кој што ќе ги собере овие знаења во еден систем и кој што понатамо ќе се надоградува да почне да ги прави економските анализи. Сега, што е работата? Се формирале во минатото. Сега веќе она што е формирано во минатото и направено, сега веќе многу потешко ние може да го менуваме, затоа што тоа е веќе така поставено и така направено. Се формирал департманот финанси. Па имаме студиска програма меѓународна економија. И сега, се тоа што е на департманот економија практично се зема и се става на другите департмани. И сега видете, столбот ти останува значи на средина, така и другиве кои што будат интерес. Ова не е само кај нас во Македонија, ова не е само на економски факултет Скопје, да речете дека тој столб има помал интерес и на странски универзитети кои што се вака поставени како што сме ние поставени. Каде што има економија, интересот е помал. Еве, например, имавме состанок еден од странство со еден универзитет од Белгија, каде што структурата практично иста како што е структурата кај нас на факултет. И сега беше прашањето на втор циклус студии, значи на постдипломски студии, колку запишувате студенти на чисто студиската програма, која што е од областа на економијата. И вика многу малце вика. Зошто? Затоа што таму веќе се запишуваат оние студенти кои што ќе градат академска кариера. Тој ќе гради академска кариера, значи таму оди некој кој што сака да гради академска кариера и значи ќе почне да истражува, таму се запишуваат, таму се запишуваат тие. Новиот департман кај нас се всушност оние теории, сите теоретски основи кои што јас потекнувам од департманот економија и сум тој ми е матична катедра, мене ми е катедрата по економија од кога се вработив, тоа беше 2000-та година до денес сум значи припадник на таа катедра по економија. Сега, стварно треба ние како факултети тоа ќе го правиме во наредниот период. Да е убаво да им објасниме на средношколците. Значи, за сите департмани, што нудат, вклучувајќи го и департманот економија. Можеби не е целта департманот економија да запише 100 студенти, 80, 50, значи можеби тоа не е целта. Значи, можеби со 30 студенти што ќе ги запише квалитетни, ние треба да бидеме задоволни, затоа што толку има потреба да биде. Значи, можеби нема потреба 200 студенти, што би правеле 200 студенти на департман економија. Целта треба да ни биде да запишеме доволен број студенти, толку колку што навистина ќе треба, на вистинско место. Да бидат и после тие да бидат добри аналитичари, кога ќе ги вработат, да кажеме, кој да пример, да го вработи во Министерство финансии, во тамо сектор што имаат за макроекономија, да биде стварно квалитетен, кога постарите колеги тамо ќе го видат оние што имаат искуство, кога го видат да речат браво, ова дете што дошло да кажеме од економски факултет, навистина има знаење, сега ние маце ќе го ќе му дадеме уште некои знаења, ќе го профилираме уште маце, ќе го, но има знаење и од него нешто ќе биде. Тоа е нашата цел. Значи не е целта да запишеме пример, не е целта ние да запишеме студенти на департман економија, колку што има да кажеме на некој друг факултет, на друг смер. Сепак секој смер си има своји специфики. И знаете, на крајот на криштата пазар е во прашање. Тие на крајот на криштата ќе излезат на пазарот на трудот. Секој ќе се нуди, нели, студентите ќе одат да се вработуваат. Нели, пазарот е тој кој што понатамо ги диктира условите кој каде ќе се вработи, значи можеби ако во иднина, во делот кој што е финансискиот сектор во Македонија, ако нема многу голема побарувачка за труд, можно е да очекуваме во наредните 5-10 години да се намали интересот на студентите да студираат на финансии. Не значи дека ќе се згасне. Тоа значи би се намалило. Да, сепак со развојот на потреба ќе има, но ние ќе продуцираме толку колку што има потребно, така, можеби сега во моментот сите побаруваат електронски бизнис. Зошто? Затоа што се случи со короната, се случија процеси значи и во државата и во фирмите и кај нас на факултет. Едноставно почнаа сите да се пронаоѓаат во тој дел.
Тоа не значи дека е исправна одлуката, затоа што не знаеме што ќе биде после 2-3, но 4-5 години, но во моментов интересот е да се запишуваат повеќе на департманот по e-бизнес, маркетинг, исто така. Тренд е тоа. Тренд. И пример UI UX дизајн. Така. Тоа спаѓа под маркетинг. Да. Или пак е бизнисот. Има некоја природна хиерархија во која економијата изгледа како да ги засенува сите други факултети. Оно што кажав јас, студентите кои, тоа го спомна Александар, студентите кои што студираат на факултет кај нас, значи, многу лесно може, значи, да се преадаптираат и да бидат во некој си друг режим во иднина. Да. Многу економисти има што завршиле кај нас на факултет, никогаш не работеле економија. Сега многу лесно, значи таква има матрица на размислување овиот бизнис делов, многу лесно станаа програмери или пак нешто сосема друго, значи не работат економија, многу лесно може да се прилагоди на промените кои што настануваат во Бидејќи ги има основите на едно функционирање. Да. Имаш основа Да. и еве после тоа доизградиш, да речеме, некој курс дата анализа, и тоа е пример добар погодок. Јас имам смер финансии и преку тие понатамошни аналитички вештини, преку дата анализи се кажем, земеш курс, доста подобар профил имаш за вработување. Од таа гледна точка. Или пак спомна за смерот економија, што најмалку студенти се запишувале. Тоа не значи дека смерот нешто не чини, туку јас пример би посочил на една работа, еден пример, се вработи студент со смер економија во Министерство за финансии. И сега тој има макроекономски добри аналитички вештини и треба да се државата, да речеме, да се задолжи. Тој со добра анализа може да направи, да влијае врз каматната стапка по која што ќе се задолжи државата. И сега ние слушаме на вести, да речеме, 500 милиони евра државата се задолжила, толку каматна стапка, толку пари ќе треба државата да плати. Па тој економист утре ако добро издейства може да направи пониска каматна стапка. Така. Тоа значи дека доста добро може да допринесе и тој профил за тоа и е направен, што значи дека стварно постојат можности, но во склоп на интересите на средношколците. Така. Дали има некој департман, на пример, кој сметате дека има голема побарувачка на пазарот, но кај средношколците не ужива некоја заинтересираност? Дали сметате дека има нешто така? Во моментов мислам дека таква работа нема, нешто што се побарува да нема заинтересираност. Во основа денес живееме во свет на информации. Родителите, нели, на средношколците и средношколците во основа имаат информации за што се побарува на пазарот, какви се трендовите на пазарот на трудот, какви се трендовите не само на пазарот на трудот, туку какви се трендовите, да кажеме, во различни индустрии кои што оперираат по една земја. И мислам дека тие ги имаат информациите и како резултат на тоа тие ги избираат департманите каде што се запишуваат. Повторно ќе кажам тоа, не значи дека ако сите трнат да се запишат на еден департман, знаете, тогаш може да се направи грешка. Така? Тогаш слаба продукција ќе имате на другиве департмани. Затоа да кажеме факултетот, па и тука можем да кажем државата, владата имаат соодветна политика каде што не може да кажеме сите студенти да се запишат на некој департман, постојат тие квоти каде што се ограничува бројот. Нема во моментов департман на кој што кадарот што ќе заврши на тој департман многу се побарува, нема. Затоа што ние во основа, еве сега почнуваме кампањата од факултет во средните училишта, каде што ќе ги посетуваме средните училишта со тимови, каде што во тие тимови планирано да бидат и студентите, нашите студенти, да се ги посетат нивните помлади колеги, нели, од средношколските клупи. Убаво да им објасниме што ние нудиме како факултет. Убаво да им објасниме не само кои се нашите наставни програми, туку што може да направат тие понатамо во живот. Центарот за кариера на економскиот факултет Скопје е формиран многу одамна. Сега точно колку не знам, ама повеќе од можеби 15 години има. Повеќе од 10 години е сигурно. Од 10 години сигурно, можеби повеќе од 15 години.
Значи, во тој центар за кариера може било кој студент да појде и доколку сака да почне да гради кариерата, да почне да размислува во таа насока. Ако ме прашате дали сум задоволен со функционирањето на центарот, јас ќе кажам сигурно ние не сме во функција, значи како што се центрите за кариера на високо развиените универзитети во светот. Нормално. Ама доста добар центар. Сепак, со оглед на ресурсите со кои што располагаме ние како институција, ние имаме еден човек кој што го води тој центар. Пример, еве на компарација, во минатата година, во октомври месец, бе во посета на еден престижен факултет школа во Соединетите американски држави. Бидејќи имаме соработка, економскиот факултет Скопје има соработка со државниот универзитет од Индијана и бевме во посета на Келли School of Business, Келли школата за бизнис, која што е 9-то рангирана школа во Соединетите американски држави, а универзитетот државен од Индијана е мислам дека помеѓу првите 30 универзитети на Шангај. Во центарот за кариера кај нив работат 40 луѓе. 40 луѓе. Кај нас работи еден човек. Тие се многу развиени. Ние со ресурсите кои што ги имаме, финансиските ресурси кои што не се многу големи, имаме скромни финансиски ресурси и со човечките ресурси кои што ги имаме, ние се трудиме да го дадеме својот максимум со кое што ние располагаме. Бидејќи вработувањето на факултет, како ние сме државна институција, нели, јавна институција сме, тоа зависи од па и од Министерството за образование и финансии, кое што може да ни одобрат или да не ни одобрат да ангажираме човек. Друго е ние да имаме, да кажеме, од тој центар за кариера, тројца вработена, барем тројца, кои што ќе настапат тимски и заедно сега тие, заедно од другава страна со студентите, значи многу повеќе резултати би постигнале. Џабе ние да имаме центар за кариера ако студентите се пасивни. Така, ако студентите се активни, ако се проактивни, ако знаат што сакаат, центарот за кариера кај нас им стои секогаш на располагање. Да. Значи секогаш отворен е, мислам. Јас можам да потврдам, доста добро соработуваме преку центарот за кариера. Ние праќавме студенти на пракса сега во јануари, а истото го планираме и летоска. 170 студенти ни се пријавија. Така. Сега во Царинско право, каде имаш? Да, има сега во Царинско право, има преку лето ќе. Така. Супер. Така што центарот за кариера и плюс постои кариерно советување таму. Ако случајно имаш некој онака мислиш каде да се насочиш, може да ти помогнат. Ова не е само и за вашиот факултет. Кога го снимавме подкастот за земјоделскиот факултет со сегашниот проректор Чукалиев, до тој заклучок дојде проректорот и мислам дека беше тоа совршено особено за оние факултети кои добиваат мал број на студенти и се во регрес некаков, а тоа е формирање на такви кариерни центри каде ќе се развиваат предприемачки идеи поврзани со областа со која се занимава факултетот и на тој начин да се поттикне работата на факултетот да се студира, што всушност ја покажува стожерноста на економијата, како што рековте. Мислам, тоа беше И јас во склоп на ова, извинете, би се надоврзал, имаме и Јунус центар кај нас. Така? Еве, например, тој Јунус центар е за социјални бизниси. И е многу добра работа од типот што се организираат хакатони на кои што учествуваат студенти и баш за реален социјален бизнис кај нас во државава се, доколку има некаков проблем, тие го решаваат, изнедуваат маркетинг стратегија како тој социјален бизнис да се испромовира. Добро. И си добиваат потоа награда за стореното, тој што ќе победи тим. Што значи хакатон? Хакатон е како тип на надпревар во кој што за некој проблем се изнајдува решение. Јас кога 4-та година исто не знаев што е хакатон и сега кога се случија двата хакатона, баш сега ти е јасно ми е што се случува. Да се надоврзам на Александар, да не биде само да издвојуваме еден центар. Кај нас на факултет постојат 5 центри. 5. Јунус центарот е најновиот центар кој што го основавме ние. Тоа е центар, единствен центар во држава, единствен центар. Ние работиме по франшизата на Мохамед Јунус. Тој е Нобеловец, значи Нобеловец за мир. И вакви центри се основаат во светот исклучиво на високообразовни институции. Значи не може да биде основан овој центар било каде. Мора да биде на престижна високообразовна институција.
во преговори економскиот факултет Скопје со носителот на франшизата, со професорот Јунус, ние ја добивме таа франшиза и сега на економскиот факултет Скопје постои овој центар за социјални бизниси. Иначе ние имаме центар за економски истражување. Преку овој центар поминуваат сите проекти на кои што аплицира економскиот факултет Скопје кон надвор. Имаме центар за ЕУИ центар. ЕУИ, значи тоа за преводот, Центар за информација за на Европска Европската унија. Целото име сега како беше многу долго. Имаме Европски тренинг центар, каде што преку Европскиот тренинг центар, сега што работиме ние, тоа што јавноста да кажеме многу можеби помалку знае, студентите можеби не знаат. Нели сега Македонија е во еден процес на скрининг, така на сега. Евалуација. Да. Професори од економски факултет Скопје учествуваат на тие состаноци на овој процес на скрининг и даваат свој придонес на институциите со своји мислења, со своји забелешки, значи што да се случува, како и така натаму и така. Значи и тука сме вклучени, и тука сме вклучени преку овој центар. Имаме еден центар кој што е центар со кој што соработуваме со Царинската управа. И тој е тренинг центар кој што ги има основано кај нас директно, не Царинската управа наша, туку Светската царинска организација. Светската царинска организација вакви центри формира повторно на високообразовни институции и во Македонија е формиран на економскиот факултет Скопје. Мислам дека не заборавив еден центар. Едно нешто, тоа е центар, ама не од типот новиот центри, туку малце издвоен како тело на факултетот, тој се формира, малце замрен, сега планираме да го развиеме малце повеќе и со тоа ќе поразговарам со Александар можеби другата недела. Еден професор кај нас од факултет поведе иницијатива пред едно 2-3 години, пред короната беше тоа, 2019 година, каде што собра неколку млади студенти од 4-та година и направивме, значи заедно, тој ја водеше работата, јас му помагав, јас тогаш бев станат тазе декан, направивме центар за младински центар за истражување. Центар за истражување каде што ќе се вклучат млади. Тој постои. Значи направивме веб страна, сето го направивме и после замре затоа што фати короната, се фативме сите со други работи и остана. Сега. Тој е центар за каде што сите млади ќе можат да прават истражување. Сега планираме во овој период што следи да го развиеме. Тој центар го формираше катедрата по економија. Катедрата по економија, кој што има департманот економија, го формираше тој центар за истражување во кој што ќе истражуваат само младите студенти 4-та година, заедно со нашите помлади асистенти и професорите, не само од катедрата економија, туку сите професори на факултетот. Така да скоро сите области ги имаме покриено и оваа област за социјално претпредништво беше крајната област кој што и мислам дека Јунус центарот како центар ќе има голем прогрес во наредниот период и мислам дека со тој центар ќе имаат успехи факултетот и студентите. Социјален бизнис инаку можеби не ти е познато. Е тип на бизнис каде што општествено се помага на одредени преку помагање на одредени лица се прави бизнис. Например, има еден социјален бизнис, мислам дека се наоѓа во близина на Батинци и таму луѓе кои што биле зависници од супстанци се вработени во тој центар и на тој начин они се лечат работејки, изработувајќи мебел кој што бил стар, правејќи го нов. И тие производи се продаваат, за тоа е бизнис уствари. Тоа е типот на социјален бизнис. Има повеќе, работат на подобрување на општеството. За тоа се викаат социјални бизниси. Помагаат на Тој социјален бизнис е развиен во Јунус центарот или е Не, тоа е приватно развиен. Да. Не, ама одличен е примерот, навистина. Многу често сум се прашувал. Ги знаел, реално дека постојат. Многу често сум се прашувал, например, кога човек малку ќе прочита, ќе прошета, ќе се запознае себе си со информации од светот, како светот функционира и сето тоа во голема мера преку студирањето. Многу често сум се прашувал, например, зошто при сегашната состојба, например, при толку брз пренос на информации, толку многу луѓе запознаваме секојдневно, толку многу прилив на информации имаме секојдневно преку паметните уреди, зошто
и како се различни луѓето од странските земји покрај нели нормално просечната плата, ама сакам да кажам, сега зборувам за една психичка димензија. Зошто се уште имаме луѓе на пример кои имаат проблем да управуваат со ресурсите, кои имаат недостаток на ресурси? Дали се работи за незнаење, дали се работи за политиките на државата? Каде е основата на проблемот според вас? Процес е тоа. Јас мислам дека е процес, треба да помине време, инаку генерално ја се водам по таа порака животна дека се треба време, така што јас, еве, од моја гледна точка, сме биле ние во социјалистички систем, во комунизам. И после тоа имаш фаза на транзиција на општеството. Фактички таа транзиција, приватизација ја срушила економијата на државата и сега тие генерации, професорот е од таа генерација која што се труделе да ја градат од почеток економијата. И само 30 години се поминати. Тоа е мал период, вака гледано, ќе се рече че и 30 години имаме независност, покрај политичките проблеми што се случува. Да. Може би да не постоја такви политички проблеми, би било подобро и поразвиено. Сигурно. Да, младината, но сепак сметам дека треба време да помине се додека тој процес се стабилизира. Пошто економијата вака оди, ама генерално кој ќе се земат податоците има нагорен тренд. Се надеваме дека има нагорен тренд. Да. Според вас? Иначе мојата генерација беше, ние бевме генерација кои бевме деца на транзицијата и карактеристика директ деца. Така беше, ние бевме тогаш средношколци и на факултет. И на факултет. Професорите што се економија, но и деца кои што први ги почувствуваа, значи, последиците на транзицијата понатаму. Нешто ви интересира да позборуваме за факултетот, еве, меѓународна соработка, каде сме позиционирани такви ствари, или не би било од интерес според концептот кој што го имаш за воред слободно. Може. Или пак еве заврши ти со нешто. Слободно. Па не само сакам да поттикнам. Треба да гледаме и ние да не гледаме нонстоп негативно дека нас не бива, треба да гледаме и ние во што сме позитивни, зашто ние сме учени како да имаме темплейт у главата дека се е негативно, дека ова ако се случило негативно е. Малце од друга гледна точка да видиме зошто па луѓето тука се враќаат, зошто тука остануваат, зошто сите не се пребегани, зошто тука па менталитетот е друг, има топлина меѓу луѓето, има добра комуникација. Еве јас во Германија 2 лета сум бил поред, покрај финансискиот аспект да речеме што има висока плата, но имаш различни луѓе. Луѓето се поладни, по своји се некако по осамостоени. А кај нас пример постои поголема топлина. Ја мислам дека ние можеме многу повеќе да успееме, само треба време. И тука во Македонија не мора на страна. Дали според вас некој треба да се одлучи за приватен универзитет или за друг универзитет и што е она што посебно го нуди економскиот факултет Скопје при УКИМ конкретно? Бидејќи често имаме разводнување на средношколскиот Знаеш, јас не би ги издвојувал факултетите приватни државни, јас би ги издвојувал факултетите повеќе би користел вокабулар, факултети кои што навистина нудат нешто квалитет и квалитетно образование и факултети кои што нема да кажам не нудат, туку кои што помалце тоа го прават. И на тој начин ние може да ги диференцираме и да ги разликуваме високообразовните институции во држава. И сега, јас не сакам да користам некој вокабулар, каде што би кажал пример некои работи кои што се нескромни, знаеш, но која е фактичката слика денес во Македонија? Економскиот факултет Скопје во констелацијава која што е денес, значи која што ова окружување во кое што функционира. Е највисоко рангирана високообразовна институција, најдобро рангирана високообразовна институција во Македонија. И тоа не е спорно. Тоа го покажува и пазарот, затоа што скоро сите вработувања во битни компании, дали е тоа од реалниот сектор, дали е од финансискиот сектор, вработувања кои што подразбираат тестирање, она што го зборуваше Александар, скоро сите се, кои што бараат економисти, значи, скоро сите се дипломирани на економскиот факултет Скопје. Имаш една ситуација каде што еден од директорите на една компанија, голема, значи компанија,
кои што перманентно вработуваат луѓе, тоа е мислам правно лице од финансискиот сектор, да не именуваме сега. Така. А сакаше да склучи договор со факултетот и каде што ние би правеле некоја предселекција на студенти за нив. Го прашав, добро, окей, супер, на факултетов ќе завршиме таа работа, тоа не е работа да обезбедиме на нашиве студенти можности да се вработат. А зошто викам сега вакви имате склучени со други факултети? Не, вика, со вас сакаме ова да го правиме, вика, ако може, вика, сите работи да ги правиме кај вас. Зошто? Па вика вака, еве да ви обяснам, вика. Треба да вработиме 5 работници, така. Така. Распишуваме оглас. Ни се јавува на тој оглас, вика 50 луѓе, вика. Правиме предселекција, 50 луѓе ги интервјураме, наши луѓе да кажеме ги интервјураат и на крај вика завршуваме со 10 луѓе кои што се селектирани. И 10 луѓе кои што се селектирани одат да кажеме во секторите повторно на интервју да видат дали ќе бидат вработени. Од тие 10 луѓе што се селектирани, вика, 9 се од економски факултет Скопје. Еден, можеби, има и други што се, но 8-9 се од економски факултет Скопје. Затоа многу ни е битно времето, вика, да не трошиме време, да не трошиме ресурси, наши вработени да спроведуваме такви интервјуа. Дајте ни вие селектирајте ако може да селектирате и да им овозможиме да се вработат и ние почнуваме така да работиме со нив, нивните огласи што ги има, тие ни ги споделуваме со нашите студенти. И веќе студенти има и таму на пракса и работа. Да. И јас имав, го добив тој оглас генерално, реален пример е да не биде. Тоа беше друга ситуација каде што ова е ситуација пред 2 години, ова е друго. Значи ова се кој што беше е сосема друга, нема да именуваме. Зборот ми е тие не препознава. Значи битно е луѓето да те препознаат. Битно е бизнисот. Дали е тоа приватни фирми кои што прават профит, дали се јавните институции, битно да те препознаат дека нешто вредиш. Со нашиот стратегиски план како економски факултет Скопје, ние имаме дефинирано дека ние сега треба да бидеме лидери во државата. Сега, со чекорите кои што ги правиме, дали сме задоволни со тоа? Јас лично во овој момент до каде сме да, но долгорочно не. Значи, ние со чекорите сега што ги правиме, викаме вака. Ние сега како економски факултет Скопје ќе почнеме да размислуваме. Не да бидеме лидери во државата, затоа што тоа веќе го имаме постигнато, ние да бидеме лидери во регионот. Секој регион. Немаме ни аспирации да бидеме лидери, значи, на Балкан или нешто, да видиме прво во по тесниот регион што е тука, значи во нашата околина да почнеме во наредните 5 години да поставиме таа цел и да почнеме да растеме, да си поставиме некои скалила кои што нема да ги прескокнеме многу лесно, туку за да се прескокне тоа скалило треба малце да се повежба, така да напредуваме. Кога тоа ќе го направиме за 5 години, ние ќе бидеме малце подобри и за 5 години ќе размислуваме сега како да се позитивнеме во наредните 5 години. Па можеби за 15 години, ние многу сакаме да се споредуваме со примереве од Балканот, со универзитети од Словенија, кажеме сега универзитетот од Захреб, економскиот факултет е многу убаво, многу добро рангиран, економскиот факултет од Белград, тоа се факултети кои што се многу поголеми од нас. Ние сме многу помал факултет и многу помоќни и финансиски, и со човечки ресурси, но зошто да не ние за 15 години да не бидеме со квалитет. Значи, да бидеме квалитетна институција како што се тие институции. Ако тргнеме денес, ние ќе бидеме за 15 години овој пример на рангот на некој универзитет, некој факултет, не мора од балканскиве земји, од било кој факултет во Европа, ние за 15 години тоа може да го постигнеме ако работиме. Тоа е добро за факултетот, тоа е добро за студентите што ќе студираат на факултетот. Оно што сакав да го кажам сега за што ќе го работиме во наредниот период. Економскиот факултет донесе одлука да се впушти кога станам јас декан. Имав за цел, размислувавме со управата тогаш, да стекнеме да се здобиеме со некоја меѓународна акредитација. Меѓународната акредитација на факултетот би значила една лична карта од која што може да прочитате дека со оваа високообразовна институција се во ред. Дека она што го пишува во програмите, она диплома што ја дава високообразовната институција е таа. Значи, да нема нешто скриено, дали се овие квалитетни, не се квалитетни, студентиве што положиле.
каков процес поминале, значи да го положат предметот, каков процес сме поминале ние. Значи сето тоа ние сакаме да го склопиме и да добиеме таа некоја меѓународна акредитација, каде што кога ќе не отворат пример, не знам, во Шпанија. Те отвара во Шпанија, економски факултет Скопје, вика кои се овие, те отвара и кога ќе ти види дека имаш таа акредитација, вика добро, видете сега документиве, кои се тоа што се документиве напишани, тоа е точно. Која акредитација се мислиме да добиеме? Се мислиме прво дали да одиме со некоја помала, некоја регионална на програми и на крај одлучиме да одиме со акредитација која што е, би рекол, значи најдобрата акредитација која што може да добие некоја бизнис школа во светски рамки. Каде што само 5% од факултетите кои што се бизнис економија во светот ги имаат добиено. Добро. И ние сакаме да бидеме во тоа друштво од 5%. Нема да бидеме ние факултет кој што е во Америка, значи некој си добро рангиран, но за македонски услови ние ќе бидеме убаво скоцкан факултет кој што ќе биде, значи пристојно место да работат професорите, многу убаво место да се едуцираат кадри кои што сакаат да имаат убава иднина. И таква одлука ние донесовме. И се зачленивме, АЦСБ е таа меѓународна акредитација и се зачленивме, веќе сме членови. Сега треба да се спрегнеме со работа. Ние сега треба нашиот факултет да го прилагодиме кон тие светски стандарди, да бидеме високообразовна институција која што тоа ќе го направи. Сега, за да ја добиеме таа меѓународна акредитација, ние мора и да се менуваме. Ние не може да бидеме истите. Никако. Луѓето, јас сум во некои си 40 години кон крајот, така. Може би потешко мене ми е да се менувам, него да се менува Александар. Нели? Александар е многу помлад. И тој може да се менува. Но јас сум спремен исто да се менувам, така. Оние што се во 50-тите години исто ќе се менуваат. Сите ние мора да се менуваме за да бидеме подобри. Да. Промените не мора да значат дека нешто ќе се случи со нас. Сите промени кои што ние на факултет ќе ги правиме, сите промени ќе бидат за подобро на вработените на факултет и сите промени што ќе ги правиме на факултет ќе бидат за подобро на студентите кои што студираат на факултетот. Ако тие промени ги направиме, нашите студенти ќе бидат посакувани од бизнисите, не само кај нас, туку во светски рамки. Се извинувам. Значи, денес сме одлучиле дека вака треба да се движиме во наредниот период. Иначе самиот процес на меѓународната акредитација е за да добиеме оваа меѓународна акредитација, самиот процес е 7 години. Значи не е нешто што ќе го почнеме денес. Јас сигурно како декан нема да го завршам, тоа 100%. Ќе има некој друг декан кој што ќе го изводи тој пат. Александар ќе биде дипломиран, можеби на постдипломски, докторски, не знам, ако има аспирации некој за тоа да студира, можеби некојаш, но некои други студенти ќе бидат на факултетот кој што и мислам дека тој чекор е вистинскиот чекор кој што го прави факултетот во овој момент. Ваква акредитација имаат на Балканот економскиот факултет од Љубљана, Загреб, мислам Сараево, економскиот факултет од Белград сега почнува значи на почетокот е патот за стекнување на оваа акредитација. Овој јужниот дел на Балканот, не знам, во Грција неверојатно има, во Бугарија мислам дека нема. Значи Албанија нема, Бугарија нема, значи ние ќе бидеме први во регионов кој што за Македонија сигурно први, кој што се впуштаме во една ваква. Нема да кажам, нека биде да речам авантура, убава авантура мислам дека ќе биде. Така ја подразбираме ние бидејќи во целиот пристап што го имаме, не навлегуваме со некоја потешкотија, не навлегуваме со некоја нервоза, туку навлегуваме дека се случува нешто убаво и од овие промени само може да имаат бенефиците и вработени и студенти на факултет. Супер. Ето. И не само и студенти вработени, туку кога ќе погледнеме широката слика, она што го зборувавме за општествените придобивки и целата држава на крајот на денот. Имате ли нешто што би сакале да им го порачате на идните студенти? Оние кои сега размислуваат што да запишат, кои се туку-што на почетокот на академскиот живот, сериозниот, возрастниот живот? Јас би посочил дека без разлика на кој смер или департман ќе го изберат или дали на економски факултет, на било кој факултет, дека вреди да се запишеш на факултет и дека исто така доста вреди да учиш на економскиот факултет кај нас, бидејќи понатамошните искуства, јас верувам дека после не знам, една деценија, дека дупло, тродупло ќе се вратат тие 4 години кои што ќе ги поминеш. Значи, секогаш треба да гледаме општествената слика. Лична корист секако ќе имаме. Ама,
тоа што ќе го стекнеме да допринесе општествено да се развиеме. Да напредувам. Да. Така. Декане? Сегогаш студентите и професорите се една симбиоза која што не може да ја делиме ние. Јас сум сега професор на факултетот, но во исто време сум и студент на факултетот, затоа што еднаш студент и секогаш си студент. Еднаш љубов спрема институцијата и секогаш љубов спрема институцијата. Јас би сакал тие студенти што ќе дојдат кај нас на факултет да се поистоветат со економскиот факултет Скопје. Ние еве за сега правам ове, не правам ове за пред 10, 15, 30, 50 години, значи правам ове за денес. Секој студент што ќе се запише на економскиот факултет Скопје. Значи тој станува составен дел на факултетот. Не денес, не додека е студент. Тој останува да биде студент се додека постои економскиот факултет Скопје. Така да, ние со студентите, тие што ќе се запишат кај нас, ќе воспоставуваме. Сакам да имаме таков однос, партнерски однос, каде што ние ќе направиме најдобро што можеме за нив. А тоа значи да постигнеме нашата мисија како професори во една високообразовна институција. Не само да ги научиме на нашите предмети. Тоа е влезна варијабла. Значи дали треба да го научиш предметов, мора да го научиш за да положиш. Второ, нема. Но во сите можни други сфери на нивното развивање, ние сакаме да учествуваме. И ние како професори тоа треба да го знаат сите студенти. Несебично се вклучуваме во таа работа и тоа го правиме. Може да има исклучоци. Така, но исклучокот не може да го прави правилото. Со исклучоците може ние да разговараме тие исклучоци понатамо да не бидат исклучоци. Така да, оние студенти кои што ќе се запишат на факултетот, нека бидат сигурни дека во наредните години, во наредните 5-10 години, дека оваа високообразовна институција ќе им понуди и ќе се трудиме, значи ќе дадеме се од себе. Доста позитивни искуства. Така, да им дадеме добро знаење, да бидат испочитувани кај нас, значи и тие, значи обострано да биде, значи во тој партнерски однос да имаат услови за достоинствено студирање, да на некој начин кога ќе стигнат во некоја повисока година на студирање да имаат можност понатамо да избираат. Така, една од најбитните работи кои што треба да му ги дадеш на некој човек е правото на избор. Дали јас кога ќе стигнам во 4-та година имам една алтернатива, имам 2 алтернативи или имам 10 алтернативи. Дали имам една алтернатива да одам да работам во, пример, Александар спомна Германија, не е врзано со Александрова. Дали алтернатива да работам во Германија или имам уште 5 алтернативи кои што можам да работам глобално, значи па и во Македонија. Така да има повеќе можности. Дали тоа во моментов ова што го зборуваме вака. Вака, ја морам да бидам искрен. Јас можам да кажам дека ова сега во моментов е вака, ама ние сме спремни во наредниот период. Значи тоа следува за 5 години, за 10 години со колегите од економскиот факултет Скопје да го направиме ова да биде вака. Дали ќе биде тоа зависи од нас, зависи од студентите, зависи од родителите, ви морам да кажам, зависи од семејствата во кои што живеат студентите. Зависи од образовниот систем, зависи од основното образование, што ги учат децата од 1 до 4 одделение, зависи од средното образование, какви цели им се поставуваат. Но на факултет сме спремни да одиме во оваа насока. Дали ќе го направиме тоа, можеби ќе има некој подкаст, некој друг, после 5-10 години, кој што ќе дискутира за ова, па ќе видим. Зависи од сите и може ти ќе седиш после. Да. Во ред ви благодарам за гостувањето, за темелното образложување. Ви посакувам мудрости на вас и колегите за достигање на акредитацијата и подигање на нивоата универзитетски во нашата држава. И тоа е тоа. Петар, јас ти благодарам многу. Значи, еве мене што ме поканивте како декан, ми представува особена чест што имаме овој разговор. Овие час и половина мене ми поминаа многу брзо, практично јас не ги почувствував. Да, исто. Како помина, така да дискусијава беше многу интересна. Јас ве поттикнувам на вистина вакви дискусии да имате и во наредниот период. Јас како декан ви стојам на располагање за било што ви треба. Така да благодарам уште еднаш. Благодарам.
И ние како факултетско собрание за секоја активност, секој студент што не гледа, може да не заследи, да гледа активностите и од било кој факултет да може слободно да учествува и да се надогради. Тоа е тоа. Супер.